Од семејствата кои живеат во импровизираните куќички под Скопско кале, околу 60 деца не одат на училиште. Тешката финансиска состојба е причината поради која овие деца останале без образование. Сепак тоа не е единствениот проблем. Тие немаат ниту документација. Голем број од овие деца воопшто не се евидентирани во матичната книга на родени. Ангела Маневска од детската амбасада Мегеши вели дека во овој случај е прекршено правото за образование. Во дадениот период имаме дојави за 11 деца кои што питачат и кои што се жртви на експлоатација на нивниот труд. И како што и напомена господинот Змијанац, тука не станува збор само за прекршување на ова право, станува збор и за прекршување на правото на образование, затоа што најголемиот број од тие деца не одат во училиште. Драги Змијанац, директорот на првата детска амбасада Мегеши, вели дека постои опасност од злоупотреба на деца кои не се запишани во матичната книга на родени. Како што вели тој, во Македонија околу 2000 деца воопшто не се евидентирани. Сметаме дека една од најголема дискриминација која може да му се случи на едно човечко суштество, уште повеќе на едно дете, да не постои во евиденција на родените во Република Македонија. Тоа може да биде киднапирано, грабнато, силувано, проституирано, неговите органи да бидат продадени на пазарот и едноставно да исчезне од Република Македонија, никој да не го евидентира. Од детската амбасада Мегеши апелираат децата да се вклучат во образовниот систем со цел да се избегне нивната злоупотреба како продавачи и питачи, пратени да го прават тоа против нивна волја. Од Мегеши велат дека овие деца наместо да талкаат по семафори, треба да седнат во училишните клупи.